12-годишниот Кристијан Коцев од Долни Балван, Штип, боледува од ретка генетска болест, атаксија, која ја попречува моториката. Нему му е неопходна помош при движењето. Проблемот настанал кога Кристијан требало предметната настава да ја продолжи во Централното училиште Страшо Пенџур во општина Карбинци. Раководството на училиштето им побарало еден од родителите да го придружува во текот на наставата. Денес во посета на семејството Коцеви беше заменик министерот за образование Спиро Ристовски, кој му вети на Кристијан дека повторно ќе биде помеѓу неговите другарчиња. Во прилог на еден од националните медиуми ја видов состојбата со која што се соочува Кристијан, поврзана со неговото понатамошно образование во делот на предметната настава во основното училиште Страшо Пенџур во општина Карбинци. Затоа сум денес овде на средба со неговите родители, при што во оваа прилика би сакал да истакнам дека Министерството за образование и наука во соработка со општина Карбинци ќе ги направи сите потребни адаптации и прилагодувања за да Кристијан го продолжи своето образование во основното училиште. Разговаравме со градоначалникот, веројатно ќе се направи некоја реорганизација во училиштето во смисла на распоредување на кабинетите за да тој има полесен пристап, меѓутоа ве уверувам и вас и целокупната јавност, но пред се семејството и Кристијан дека тој ќе продолжи својата настава во редовно училиште затоа што тоа е и законска обврска. Во делот на рампите можам да ви кажам дека секаде се поставени уште полони, ги ставивме секаде, во секој училиште имаме пристапни рампи, но во Централното училиште немаме лифт. И затоа беше малку проблем за Кристијан да не оди овој период на училиште. Но сега ќе го решиме овој проблем, за 2-3 дена Кристијан ќе тргне редовно на училиште. Мајката на Кристијан изјави дека и покрај поднесеното барање од нивна страна за редовна настава на Кристијан, тоа било оневозможено, бидејќи раководството на училиштето им побарале присуство на родител, додека Кристијан ја следи наставата. Вашето барање беше, вие се убаво изјасните дека сакате родител, дали таткото, дали мајката да биде присутно со детето по 6 часа, да има редовна настава. Ние ви изјавиме и ви кажаме дека тоа не можеме да го постасаме, да дојде и јас да ја оставам мојата работа или мојот сопруг, дека ние немаме средства како ќе се издржуваме. Јас ако дојдам по 6 часа да бидам присутно во училиштето со детето, одека ќе земам примање и плата? Одека ќе му ги платам лекарствата. Сакам да го кажам, тоа е јавно, нека го разбере целата јавност. Оти ние беме цело време и под стресови, под нервози. Во се 2 месеца дето како не оде на училиште. Секојдневно со нервози, а они бара да биде присутен еден родител. Дали таткото, дали мајката. Јас си кажувам јавно се да биде. Реорганизацијата во училиштето ќе биде направена уште денес, а Кристијан од утре ќе може да започне со настава. Може уште од утре да тргне на училиште, што денес јас ќе направам реорганизацијата, а за неколку дена да почне да се работи со соодветните програми за работа со ваков вид на ученици, односно конкретно за Кристијан Коцев. Согласно Законот за образование, сите училишта имаат обврска за инклузија, посебно за конкретниот случај со Кристијан, кој има целосно психички здрав разум и за него ќе се изготви соодветна програма за следење на наставата.